Да, сигурно не сме ги искористиле доволно. Во главном се користи само хидроенергијата и таа, да речам, со некои си 50% скупниот потенцијал, додека во поглед на енергијата на ветер и поготово енергијата на сонце, на фотоволтаичните електрани, тоа ниво на искористеност е, да речем, минорно. Нас, главен ресурс што го имаме, Република Македонија, по јужните други делови, Албанија, да речем, дел од Косово, е сонцето, а тој е вистински најмалку искористен. Ветерот на повисоките места е извонреден енергетски извор кој мислам дека натаму забрзано ќе се развива, бидејќи Балканот е зависен од прљави извори на енергија. И само за крај, господин Трпевски, кој е оној ваш апел до индивидуалните домаќинства за искористување на тие обновливи извори на енергија? Ајде, ветерници не, но сепак сончевата енергија. За тоа мислам дека е ситуацијата подготвена со новиот закон за енергетика, би требало да се донесе во текот на мај месец, со што ќе се отвори можноста за сите домаќинства, сите што имаат да расположив простор на своите покриви, да инсталираат мали постројки со снага доволна за едно домаќинство и на едноставен начин, без многу администрација, да ја користат енергијата како за собствени потреби, така и дел да се испорачува во дистрибутивната мрежа. Ова верувам дека ќе започне